Добро вечер, добри луѓе. Фала ви што сте повторно дел од Пак играм подкаст. Пред да почнам да зборам, доле лево имате кликче лайк. Кликнете, ве молам, лайк. Тоа е единствената поддршка и барање што имаме до вас, како најголема поддршка. Тој што нема кликнато subscribe, да кликне subscribe. Ај ќе ве почекам 5 секунди, кликнете, па ќе продолжам. Може? Добро. Вечерва со нас тука имаме една специјална гостинка, која што обично имам многу што да кажам за моите гости, али за денешната гостинка немам зборови, некако немам доволно коментари, од што имам толку многу добро и високо мислење за неа и толку имам што да кажам, наеднаш ќе кажам дека немам коментар. Само ќе кажам дека таа е причината поради која што често пати, многу пати, можеби 10 пати, се вееше на европски, на светски евенти нашето знаме и се интонираше нашата химна. Еден од шампионите кои што многу тешко е да го поразиш, толку е голема, толку е скромна како личност, Мерија Киевска. Здраво, Мери. Здраво. Како си? Супер, одлично. Штом сум тука, најодлично сум. Баш ми е мило. На еден малце поинаков подкаст, како што до сега немам гостувано на ваков подкаст. Плюс спротив мене што седи исто така шампион, пошто сите сме шампиони штом ќе згазаме на таа сцена и дел од мојот свет. Така да попуштено си се осеќам тука. Да, баш така. Иста крвна група. Така. Што би рекле, да, до сега имавме неколку различни гости од сфери поврзани со нашето ментално и физичко здравје, али сега директно од фитнесот, од матицата на фитнесот и бодибилдингот. Добро, твоја категорија е wellness, Да. али пак за луѓето тоа е фитнес и бодибилдинг. Да, нормално. Добра ли си? Како си? Фала на Господ, одлично. Супер. Да. Сега малце друга форма, малце ван такмичарска форма. Тоа само ти можеш да го процениш, Али- кај нас е тоа пак си згодна, силна, јака у форма. Нормално да си треба и одмор, паметно да одлучиме и за одмор кога треба на телото, но Апсолутно. не и одмор, она да се откажуваш од вежбање, туку да знаеш кога како му е потребно на телото без форсирање. Да, али мора да потенцираме што е тоа, тоа е релативно одмор. Сигурно не одмараш скроз да не тренираш. Да, Одмор па за тоа ми нас е значи, збор. случајот за тебе значи дека имаш намалено темпо валјда и не си во некој длабок дефицит со бркање на цифри, дигитални ваги и Не се мерење шетам на со вага. не се шета со вага и со 10 литрка вода. Така. Добро, водата и степчето цело време се Тука се, да. Зашто мора сепак вода да пиеме, ама не е толку строго и не е до толку рано да треба да станувам, да знам дека морам кардио да правам, кога тежински, кога оброци. Така да малце... Значи пуштено е во лер темпо и е, ама тоа значи дека повторно си у форма, мислам. Да. За да кажам за обичен рекреативец кој што не вежба или пак вежба рекреативно, ти си сепак недостижна како форма, али за твоите претходни форми надпреварувачки ова е тапа, да кажеме. Така. Ја така си викам, ако не сум у такмичарска форма, другото ми е онака. Види, јас ван такмичарска сезона повеќе се сакам, повеќе си ги сакам така облините како изгледам, отколку онака истрошена, без енергија, као... Па да, реално, соцедена, да, така е. сепак таа форма на бина треба да се докаже и на бина да излеземе у топ форма како што треба според критериумите што се бара. А сега вака мораме и паузичка да си дадеме, Апсолутно. паузичка од строги режими. Да. Па таа форма која што кажа е важна за судиите. И тоа Да. е форма што се држи ден, 2, 3, 5 максимум. Да. 2 недели, ако има 5 такмичења во тие 2 недели, па мора да ги издржиш. Иначе, Да. за нормален живот тоа е стварно прво многу хорор темпо и тешко да се држи. Непотребно е да се држи толку Да. низок процент на масти или дехидрација во фаза кај што имаш обичен ден, треба да работиш, да студираш, да мислиш, да се дружиш. Не се Не живее, можеш да функционираш не нормално. можеш да функционираш, дефинитивно. Затоа или гледаш една точка, ставаш од страна како да кажам дзит на се од страна, само тоа да го гледаш, фокусот да ти биде барем јас се гледам како војник и кога работам нешто, тоа ми е точката, тоа ми е целта што треба да ја завршам. Само таму сум концентрирана на тоа и друго ништо не важи околу мене. Да, па само со таков пристап може да се направи некое Да. сериозно пласманиште на светска, особено. Па и за македонско првенство, за било какво, фокусот е тој. Сега финеси решаваат дали на светско ќе победиш или на европско, али концентрацијата и што викаш карантинот што си го правиш околу тебе е ист, дали за светско или за балканско е
А може вака да звучи како строго дека леле кој знае колку е тешко, не, едноставно јас сум таков човек што така сум одбрала. Нормално за да успееш мораш и да жртвуваш, да ризикуваш како што се вика. Да. Така да може не се толку тешки припремите ако мислиш дека само треба да се појавиш така на бина и ете да го осетиш погледот од бина што се дешава, како се дешава. Но сепак ако работиш за да се победиш, како што викам јас, може е тешко до тронот да дојдеш, но за да останеш на тронот е уште многу потешко, бидејќи ти треба самиот да се такмичиш против себе, да правиш нешто ново. Зашто? Зашо јас пример еве годинава јас победувам, таа второ, трето, пето место што се околу мене, ќе гледат од мене, ќе темпираат форма за да бидат како мене. Да, ти си им Јас не репер. треба да бидам истата следната година или следното Да, такмичење. Јас баш. морам да бидам поинаква, подобра верзија нормално. Ете како размислуваш шампионски мајндсет. Тоа е тоа. А Преска што кажа за жртвување, и тоа е индивидуално. Често пати кога ќе ме прашаат, што треба да жртвуваш за таква форма? Се преслушувам и си викам, што ја жртвувам? Ја не жртвувам. Ја не сметам дека жртвувам. Жртва е кога ќе се дистанцираш од нешто што многу ти значи, па не го правиш одреден период ради нешто. Да. Јас не памтам од што сум се изолирал. Сакам да тренирам, сакам да јадам вака, сакам да Да. правам кардио, се дружам со луѓето околу мене кои што исто така спортуваат. Користам суплементи што ги сакам и некако не би излегол од ова. Да, А жртва би било доколку не вежбам. да. Ако не вежбам и не јадам кој што треба, тоа ми е жртвување за нешто друго. Па Така да, да. затоа кажав дека јас сум тоа, јас така го имам Ти си тоа. одлучено. Може би некој поедноставно да го свати, поедноставно да се подготвува за такмичење и многу Да. полајто на каде му биде. Да, а кажи ми кога прв пат се соочи се сретна со спортов? И дали ова ти беше прв спорт? У смисол, дали си тренирал претходно ракомет, одбојка, атлетика, или веднаш со фитнес го фати железниот спорт и се уште не го даваш? Па види, повеќето веќе знаат дека јас сум од Крива Паланка по потекло, тука Скопје сум веќе 11 години. Дојдов тука средно учев, претходно Крива Паланка на фолклор одев, у секаков спорт, се што имаше, се што постоеше, секаде ми имаше мене. А тука кога дојдов, најблизу нешто, најинтересна опција ми беше фитнесот и така почнав. И за кратко време, не знам дали има некои 2-3 месеци и така како одам во теретана, да се појавам на првата сцена. Стварно, И чека го не го тогаш- знаев, за 2-3 месеци од Па вагање во толку, теретана. Да, Тоа е на толку. која возраст? Не ни знаев 17, да вежбам 18 тогаш, годишна возраст? 18 години. Не ни знаев да вежбам, не ни знаев што е диета, не знаев ништо, ама ете, Господ. И како ти дал текна тоа да се што која е треба таа да храброст да се појавиш веднаш на сцена? Доби многу комплименти од околината дека Јас само изгледаш што преако почнав или ти сите- самата мислеше дека си достојна за на сцена? Јас само што почнав теретана и сите ми коментираа као леле како изгледаш, ти сигурно испод 2-3 години не си као теретана, мора да имаш некој знаеш онака квалитет што ми имаш. Толку да одам често у теретана. Јас не знам да вежбам, некој да ме види од страна, ова глупа ли се прака, не знам да вежба. Едноставно крадев вежби од некој ќе видам од страна. Бев онака себична, од внатре не ми дозволуваше да прашам за некоја вежба. Туку ке гледам, ке крадам кој што вежба, како Да, вежба да. на интернет, отвара едно друго. Знаеш, тука луѓето што м коментира така, уште толку ветер у грб ми дадоа. Ете, имаме едно нешто заедничко, што првото работно место нели ни било гладијатор. Да, првото работно место беше Да. кај Тоше. Така да... Поздрав до Тоше Зафиров. Само на кратко, ја 2008 таму прв пат се вработив како тренер, таму беа првите клиенти и персоналци. Ете, јас 2017. 2017, значи после 9-10 години. Поздрав голем до Тоше. Ја тогаш бев во Пелагонија, во Кисела вода. Ти беше во И новата пак е теретана на да, Тоше. Па тогаш и се отвори новата Аха, теретана. да, Мислам дека 2016 или да нешто така близу беше. И значи веднаш од тука почнуваш да се спремаш за надпревар. Да. Предпоставам и Тоше ти дал ветер у грб. Тоа Ти рекол, дека идеме идеш, на браво. надпревар и така беше. И Те видел потенцијал да, страшен. Да. И тогаш што нив заедно бев на такмичење, имавме убаво тимче и тогаш. Мада не сум била искусна, не знам кај шо правам, ниту како да Тогаш позирам, вежбаше значи, позинг, ништо. такви работи. Се. Да, тогаш Габриела ми покажа пред да излезам на бина, што како треба, така научив, мада сега кога сум во припреми, секоја сабајле 4 сат станувам Да, пред сега искуството е огледало, друго. поза секоја сабајле позирам, се гледам проверка на форма исто. И немав онака распоред
што да јадам, например, да си погледам формата и за цела недела, туку ден за ден си давав што како ми треба, ако се гледам денеска. Што знам дека ми имам потреба од повеќе хидрати, многу празно се гледам, ќе си дотадам, ќе ставам. Произволно на Знаеш, своја рука. Веќе самиот кога си искусен, знаеш што ти бара телото и што е потребно. Ама и Апсолутно. многу полесно е, ето да имаш некој од страна што ќе те контролира, зашто ти самиот се гледаш секој ден и можеби поинаку се гледаш. Отколку некој од страна кој ќе ти даде совет, мада јас за ден денеска, фала на Господ, па и последниве неколку години, скроз сама сум тренер. Зборам и за со исхрана и со тренинзи уште самиот старт до ден денеска. Тоа е сум многу сам интересно тренер. колку особено во овој спорт на секој тренер, зборам надпреварувач, не тренер, му треба тренер. Еве да погледнеме од најголемите мистер олимпици до Арнолд Класик шампиони, Руси, Јапонци, сите што ги следиме и по подкасти, по документарци, гледаме дека сите имаат повеќе типови на тренери. Тоа е многу интересно. Имаат комплексен тим на тренери, имаат буквално лайф коуч, позинг коуч, нутрициониста имаат sleeping coach, многу јако тоа еднаш како кажав на некој епизода, sleeping coach имаат, recovery coach, кардио коуч, некој што брка и перформанси на трчање кондициски. Тоа е фасцинатно, еден што го мачка, цел тим се. Ние го гледаме тука ќе искочи сам на сцена, си викаме, ова е one man show. Не е one man show, нема ништо one man show. И па затоа има разлика, јас од Македонија кога ќе идам на голема сцена, скроз сама се опремувам и со шминка, со боја, со форма, со се буквално и што ќе собираме пари од секоја страна за да отидеме на такмичење и ете ќе победам. А другите имаат услови буквално вака ги носат ураце. Нивни е само да тренираат ги и толку. мачкаат, им коригираат шминка едно друго. Нивно е само да тренираат буквално да. Секој ден им носат храна, колку да јадат, што да јадат. Буквално се имаат во порција, ама ете, затоа сме поразлични и затоа од една страна се гордевам со тоа. Гледаш, потешко, ама победувам. На нив им е многу полесно, ама не успеваат да влезат во првите 3 топ или како и да е. Тоа сега ќе те прашав, видов, не знам точно која година беше, дали 2021, 2022, па и повеќе пати, ти имаш победено сериозни надпреварувачки кои што ти биле идоли, најверојатно, и јас сум ги гледал како идоли, иако биле жени, тоа биле преспремни великани од Бразил, Венецуела, Америка, русинки, кои што биле долго време го држале првото место, биле онака закотвени на врвот и од маркетиншки аспект биле со 2-3 милиони следбеници, онака сериозни, гигантски ликови во индустријата на суплементите и фитнесот. Ти си ги победила ваба, доаѓаш од крива паланка, ги газиш и си одиш сама one man show и најсимпатично е тоа што си скромна, лабава и приземна. Тоа дава уште поголем шмек на сето тоа. Како е чувството да победиш некој идол на таа возраст? Тоа баш ми се случи, па можам да кажам еден и единствен идол така построго онака што сум била кон неа, што сум сакала да изгледам како неа, што константно ја праќав на сите, сакам да бидам како неа. Елена Санданиева, ако не се лажам, нешто така и беше презимето, русинка. Не ни знаев дека ќе такмичиме заедно, не знаев, мислев дека она про. И да, тогаш јас имав 21 година, таа имаше 27-28. Значи не е во јуниорска категорија, него сениор. Сениорска, да. Јуниорска тогаш 2021 за прв пат на бина ја поминав. Сениорска категорија дури удалеку. Како кажа, ја поминав. Јас газив. Па да, ја поминав да ме главо. Ја му наказив. Завршив за со јуниорска и сениорска категорија, како што си бевме подредени, така ништо буквално не знаев за неа. Јас следев, ама не знаев, пошто бај да се криела дека ќе такмичени било, што не знам, пошто има и такви, да, многу има. И вака, јас тогаш бев, не знам, некоја голема шифра така на бројчето беше. И нели подредени сме на сите тие големи такмичења, мада и на мали такмичења по бројчиња, кој е помало бројче понанапред. И така од позади ја гледам позната медали, она нели едно друго и нема везе, излегуваме на бина, 30 бевме у категорија. 30. 31 бевме тогаш. Прво светско тоа ми беше и на крај памет дека нешто ќе земам, дека ќе освојам. Освоив јуниор, ама за сениор, викам овие се викам воопшто жени. до толку немаш осет дека доминираш? Немаш представа тоа? Не, зашто сите се подобри, како што гледаш, ете и самиот по себе кај да идаш, мислиш дека сите се подобри од тебе. Да, тоа е факт. Зашто самиот не се гледаш, ти само ги гледаш и Се има тука два типа на карактери. Едниот карактер на такмичари, извини што те прекинав, е луѓе со
прејака самодоверба, што мислат дека сите ќе ги изгазат, а не се доволно спремни, Да. дека онака си даваат валидност дека се број еден, и има луѓе, и јас сум многу самокритичен. До последен момент мислам дека последен ќе сум. Се мани си наоѓам, не сум добро намачкан. И ти си таков тип, така да. Да, скроз. Аха, и И нема везе, ајде поминуваме, нели, не може сите одма да поминат, топ 10 вадиме, поминувам во топ 10, добро, таа уште, ама не можам уште да ја верам, пошто на Инстаграм сега сите сме поразлични, поуживо, дали е она, нели е она, и се доближувам, топ 6 поминуваме, пак и јас и она поминуваме, и сега пето, шесто, четврто место, како ни ги намалуваат местава, остануваме само јас и она на бина. И само што ја прочитаа неа, Ово ти Шпанија? замисли, Шпанија беше светското, неа ја читат за второ место, јас веќе спремна, јас да излезам за второ место, викам нема шанси да ја победам. Како се доближувам до неа, се повеќе и повеќе на неа ми заличува девојкава, ама пак не бев сигурна, викам до таква елита, викам да стојам, јас викам кај. И само ја читаат Елена. И мене тука автоматски стомачните ми излегоа од среќа. Тука се расплакав зашто се држав со неа за рака. Ти викам, леле, викам, сакам викам неа да бидам, а јас ја победувам неа, не размислував на таа страна дека јас неа ја имам победено, туку дека со неа се држав за рака на бина, као, знаеш, за прво и второ место. Прејако. И ништо се подри девојката и после мене ми доделија прво место, ама повеќе она, знаеш, ме лупна адреналин, дека таа, со неа си имам такмичено на бина, фактички идол ти била, цело Да. време се будиш и гледаш од неа слики за да се мотивираш. постара, поискусна. Да. Ама... Многу јако чувство ова. Ама и претходно, тоест последното такмичење победи некои така Инстаграм великани. Не ми текнува како се викаат. Да, последново такмичење дури мислам дека MPC требаше да замене, така ја спомнам Гетијана Бека, пошто сите што се од MPC Wellness девојките си имаат такмичено со неа. И она ги има победувано нив, а јас бината ја споделив со неа. И успеав да победам, секако и многу е повозрасна од мене. Да, искусна е Што ме многу. повозрасна, значи тука има и по квалитет и на форма, искуство и буквално се. Има и добри услови како што гледаме оне од Косово. Да. Многу јаки теретани и услови, спонзори на друго ниво се спремаат. Да. Што е супер, али некогаш тешко е да се победи генетика и талент, нешто што Господ го дава. И па тоа викам, џабе мене се ако ми е платено, јас ако немам талент, ако вака ме Апсолутно. носат у рака. И дисциплина, ако Едноставно не. идеш скромно без ништо, као што се вика, без динар, спонзорство или било што, скроз сам ќе се изнамачиш, буквално со плачење со Миталена ке те ратана, врни истора. Јас со точакот вртам у 4 сатот сабале, посебно за короната. 4 сатот, у 5 сатот да бидам у теретана. Да завршам на време, зашто од 9 сатот мислам дека беше полициски час тогаш. Аха. И така да се изнамачив тој период до Кои до припреми ти биле така баш најтешки хорор припреми да ти 100 пати да си помислила да се откажеш, а сепак не си се откажала? Реално, Памтиш ли некои такви? Имам и патешествие едно за европско такмичење, тоа ми беше сон. 2019 кршам нога, не идам на европско, Памтам дека 2020 скрши, короната, нели нешто, тука имавме забрана. Да, се откажаа за идење. такмичењата, да. 2021 идам на Европски куп, зашто немавме пари за на Европското да идеме. И конечно 2022 да идам на Европско. Тоа последна година како јуниор ми беше. Пошто повеќе ми се како вреднува јуниор, како јуниор да идам и сениор и јуниор, отколку само наш сениорска категорија после. Како јуниор да победиш сениор е по-значајно. Да. Сите спремни идеме, јас прво давам пасош, аеродром. Вика, те очи стечен ти е пасошот. А немаше недела дена се вратив од Србија, имавме некое такмичење таму, викам како, викам поминам, викам јас на граница. Знаеш, онака и баш тие неколку дена се погодило, тогаш да ми заврши пасошот. Во најсензитивната фаза. Ти не знаеш што ми се деси. У Но моментот, памтам ова. онака не се, како у моментот не се ни ту откажав, туку викам јас ќе се појавам, викам на таа бина, викам крај. Сите така ме гледа да стана и затоа морам да ги спомнам сега и од МВР било од кај тука што успеав за 1 сат, 2 некаде нов Браво. пасош да ми извадат. И сама заминав, прв пат идам со авион некаде сама скроз да летам плюс преку Истанбул, сите знаме дека огромен аеродром, се снајдов и таму
Имав ептен онака патешествие тешко, што не знаев ниту вода дали треба да пијам, дали да темперам форма, дали ќе стигнам. Да, намерење дали ќе стигнеш. Да, а таа форма тогаш ми беше баш буквално она левел, како никогаш до тогаш подобра форма не сум имала. Толку бев многу спремна. И на крај стигам, ја пропуштив јуниорската категорија, стигам точно на бина сениорската А категорија. мерењето го фати, значи? Никакво мерење, фати ни јас за мерење? ден за на такмичење стигнав. Па како те истолерираа да како Ме ти пуштија, измерија? сите знаеа дека... Браво, супер, ургирале најверојатно нашата федерација. Да, сите. И имав некои 15 минути пред да излезам мојата категорија на бина. Јас стигам со куфер, поминувам покрај нив сите подредени една позади друга за да излезат на бина. На мене имав само шминка, што ете ми текнало уште од тука Македонија дорбев да се нашминкам со шминка. Идам таму. Еден слој боја, тогаш не ни размислуваш, немав ни бикини на мене, ни ништо, идов така трчев на кабина, се облакав по пат буквално. Едноставно, тоа ти е побитно, толку си има жртвувано све, имаш толкав трошок направено, сега нити гајле дали некој те гледа едноставно од страна што се дешава. Кармин на скали ставам, излегувам, имаше доста конкуренција и таму. Колку луѓе у категорија? Поминувам, па, ако не се лажам, 22 нешто така бевме. Имаше жени, доволно имаше. Да победиш 20. Тоа се уште не знаеме дали си победила, докажи. Слушам како филм да слушам. И топ 10 поминуваме, топ 6, ајде, јас веќе, знаеш, губам она, пошто 2-3 дена нит спијана, нит јадена, нит вода, значи, кој знае што сум правила со телото, не знам што сум правила. Од стресови, вода, врзување, тоа, тие што се нашиот спорт, ќе разберат што значи омекнување, кортизоли, тоа е... У таа фаза телото се меја на секој саат, буквално. Да. Тоа е страшно. И па ти по процес, онака кога темпираш форма, на секој саат се менува, камо ли нешто контра Да. правиш. Утрински си различен, на пладне си друга форма, навечер си сосема друг лик. Да. Тоа судија може многу лесно да го процени, вака сега на Инстаграм може делува и Топ 6 споминуваме, веќе не бев свесна ништо. Значи спијам, само гледам вака, ништо не памтам од бинава. Стигам до второ место и 2 остануваме на бина, јас мислев дека уште има девојке на бина. Ни најмалце не очекував дека ќе победам таму, зашто не можам да победам, само си ставив у глава, имам лоша форма, кој знае што, ама битно ми беше да учествувам на тој настан. И само второ место прогласот, јас останувам за прво место и онака уште спијам. И ме читат мене, јас се вртам да се поздравам, мислев дека сум второ место, се вртам, гледам, нема никој до мене, уствари само сум за прво место, значи да прогласувањето. И само кажа, фала му на Господ што здраве и жива стигнав до тука, што се поминав и мислам дека после тоа такмичење ми требаше најмалку некои 3 месеци да се совземам. Чувствува некоја вина, нормално вина зашто не сум приметила дека пасошот ми истекува, до кај ми е датумот, едноставно ти кога си у припреми, нема ни на крај памет да помислиш на нешто такво. Туку се спремаш, скроз фокусот ти ја припремите. колку е јако тоа чувство, знаеш, кога мислиш дека нема ни да стигнеш, не па да влезеш у топ 10, не па да победиш. Знаеш, кај тебе специфично твојата рамка на форма, таа поставеност, инсерција, сепарација на мускули, соодност на рамења, струки, глутеуси, бутови, кај тебе не е до толку пресудно дали ќе видиш многу остра или со 80% од формата, самиот физикус кај тебе доминира. Така да, генетската поставеност кај тебе е идеална за овој спорт. Тоа доволно кажува она што кажа првите 5 минути дека со 2-3 месеци вежбање ти веќе личиш како да вежбаш 3 години. Значи твојата генетика ептен е јак респондер, многу јако реагира на тој тежински отпор и храна. Така да, кај тебе стварно доминира генетиката и си 1 у милион, ретки се тие, али ти си редок случај кај што си искористила генетиката. Јас знам многу генетски фрикови кои што изгледале прејако, имале база потенцијална страшна, никош не употребиле до крај тој потенцијал и таа база. Кај тебе е редок спој од дисциплина, мајндсет, карактер, истреност и генетика. Така да, има луѓе што ќе речат, види ова само генетика има, знаеш, па ги во вода тој муабет, кога ќе видат колку се трудиш и што правиш ти, колку крвнички. Не, тој дел никој не го гледа. Да, па го гледаме на стори. Крвнички тренирање, стекови оризи, пластично носење, јадење, вода, таа посветеност се гледа делумно на стори, нормално позадината од твојот приватен живот е драстично појака. Али те викам си редок пример кај што се спојува генетика, труд, туку што да има и повеќе неограничено финансии за да се онака да се полие врз тој процес, тоа ќе биде Да, нема да бидеш толку под стрес, туку ќе се подготвуваш без обзир на тоа леле утре као што ќе јадам, да се дешевало и тоа. Мајка ми праќаше од Крива Паланка по автобус чекав
јајца, да ми испрати месо, да ми... до таа ситуација сме стигнале што едноставно да не сум била таков карактер, кажам што ќе се мачам тука тоа да јадам, што има тоа ќе јадам, па не мора да се такмичам или као зашто да го правам ова, зашто да се изгладнувам, зашто да бидам нервозна, пошто нормално човек кога е гладен е нервозен. Како не, паѓа расположение многу. Буквално јас уживав во тоа што го правам. А- Едноставно љубов ми е, као убаво се осеќам на бина, убаво кога ќе доминираш исто така Да. убаво ти е. А дали после првата победа, пример светска победа, осеќаше плюс одговорност и притисок дека мора да ја повториш формата и дека сега мора да си тек допрва во форма. Сигурно си осетила некој таков sense feeling, чувство дека се симнуваш од бина, доаѓаш кај твојот народ, одиш по емисии со титули, повеќе кратна шампионка и сега ти не смееш да кикснеш или да извадиш послаба форма. Тој Да, притисок дали го да. употреби за да криеш подобра форма или те удари психолошки, како ти реагираше тој позитивен притисок? Види, пред да освојам, си викав леле сега да заврши такмичењето, па ќе си дадам одмор онака да си изнаодморам, буквално. Или ќе речеш штом ќе заврши такмичењето, ќе се симнам од бина, ќе јадам ова, ќе јадам она, ќе јадам Класика. не ни најмалку така. Ти кога ќе победиш, забораваш ниту што ти се јаде, што ти се пие, што ќе правиш, туку одма влагаш леле утре каков тренинг ќе направам, има да до следната година трансформација многу јака да направам. Знаеш, оно уште ветер у грб, а има и некои такмичари ете ќе достигнат ете. Ќе победи. Ќе зема прво или од прво до трето, кој и да е, ќе направи успех тој што го има замислено. Нема потреба што повеќе вика ќе се такмичам, као знаеш се одма се повлекуваат. Не се трудат да одат понагоре или чекор напред да направат. Точно. Не мора да значи и тоа дека и од нивна страна можеби и немат финанси, пошто сепак е скап спортот, не секој може да си дозволи да згазна на голема сцена или да се вмеша со некој. Прост пример, ние од Македонија не се знаеме на карта кај сме, се такмичаме со Бразија, со Бразил, со тие така моćни држави што се, што реално такмичариве секакви услови имаат. Да, многу луѓе, точно како што кажа, многу луѓе и се откажуваат поради тоа што не гледаат веднаш материјална корист. Овој спорт реално не е исплатлив, ако збориме само за надпреварот и она сценско појавување, дали си апсолутен шампион или седмо место или пето, пари секако нема. Да, Ако се луѓето што се надеваат само на пари, брзо се разочаруваат, а како нас луѓето што имаат голема љубов, парите што се у позадина да кажам, Да. ако е љубовта и онаа сатисфакција, мотивација, самите припреми како ти се како на тебе адреналин, Да. позитивен притисок, одговорност кон публиката и кон себе и кон најблиските, ако да води таа љубов, не ти требаат парите. Да, мислам ти требаат парите за да стигнеш до тамо, ама не ти се тоа е пресудни за да продолжиш. Да. Така да зависи ако постои љубов, како кај тебе, парите се на второ место, може и на трето. Затоа викам и од една страна повеќе ни значи да имаме спонзори или тија парична награда, било каква награда што ја добиваме од после кога ќе се вратиме дома со медал. Подобро да се искористи во припремите, да имаме онака релакс припреми, да знаеш Да. дека да не му ја мислиш дали ќе стигнеш ти, дали ќе имаш услови на тоа такмичење да отидеш или било што од страна, отколку после ти кога ќе се вратиш од после да ти колку и да ти плаќаат, како не е тоа, тебе ти треба поддршка за да стигнеш до таму. Од после џабе ти е, мислам, не е џабе се е добро дојде, најнормално кој трошок го правиш. Ама не влијаат тие пари врз формата. Не е исто, Поентата е да влијаат. И тоа што врз сум формата. јас на бина и што си го мачам телото. Јас уживам у тоа, ама од друга страна ти е измачување нормално. За да достигнеш до некоја форма, за да се докажеш и покажеш, да представиш тоа што го имаш правено преку цела година, буквално. Да, а дали повеќе се пронаоѓаш како тренер или како надпреварувач? Па сега последно време како тренер. Како тренер, така? Да. Мислам, добро, тамо се и Повеќе како финансиите и тренер, кариерата е после тамо. реално Имам доволно сосема задоволна сум од тоа што имам постигнато. Буквално не познам некој што има земено толку медали од мене, зборам Тоа ќе на кажеш. големи сцени, толку многу светски титули, европски тие од големите сцени да ги има донесено дома, што као нема потреба што повеќе. Јас 3 години константно истото го повторувам. Да, реално. Освен некогаш би одела ако сменам федерација да одам MPC да се такмичам, тоа ми е некоја онака позадинска цел, мада пак не форсирам на тоа, со тек на време. Сметаш дека Оставам. MPC се поелитни такмичари? Да, зашто се докажани тие и повеќето ете прост пример кај мене што се
во Јаба Лапс тимот, ги знаеш и ти што се Да. Крис Кормиер, сите тие елити, ето јас сум пресрекна што се наоѓам во тој круг со нив што сум, пошто реално некој ги сонува она да дојде да ги види само, а ти си во тој круг. Така да огромен успех ми е и тоа. Сите тие се во NPC има такмичено, Мистер Олимпија се веќе сите. Мистер Олимпија, Тоа да. се докажува, топ 6 се со највисоки онака и поени и успеси. Што реално има огромна разлика некој да застане од Мистер Олимпија, ете прост пример ќе наведам бодибилдинг од кај нас од кај IBB да застанат еден до друг има огромна разлика. Апсолутно. Се гледа квалитетот. Сега тоа веќе надминуваш IBB Pro, после одиш NPC Pro, па Мистер Олимпија има многу скалила и да левели, да. стигнеш до... Интересно е што гледавме и уште гледаме дека те споделуваат баш такви на Инстаграм стори на постови дел од твојот тим, од Јава Да. Лапс, ликови кои што се баш онака елитата врвот на бодибилдингот, како што Да. се Меси и Роналдо во фудбалот, тоа си и Буквално. твојот тим. И покрај тоа што ти беше на Фибо со нив, мислам? Да. Да. Фибо иначе најголемиот светски евент, веќе можеби 20 годишен евент што се одржува во Келн, така во Германија. И Германија и Дубај. Да, Сега Дубај е октомври сега Дубај. поново, да, јас бев неколку години поред во Келн и таму беше базата. Сега малце е паднат евентот, бидејќи многу евенти се отворија. А, реално, Такви. да. Arnold Classic Show, Muscle Beach, како беше Muscle Show Дубај. Muscle Show, И да. некако публиката се разгранува на повеќе места, али порано беше Фибо врвот. Да. И И убаво е да се отиде таму. Многу е ете, убаво, да, некој да, што тој нема филинг да го одено, осетиш. ќе осети таму сосема друга енергија и ќе се врати многу мотивирано многу таму. мотивиран, да. Пошто сите тие врвни ликови, сите може таму да ги види, да се консултира за нив. Доволно е од еден да земе по еден совет. Да, или бар да се Фактички, сликаш со тие ликови, енергијата е преубава. тоа е исто. И тоа Да, е исто. сакам да ти кажам, да те прашам, пошто се сликаш со тие ликови, те споделуваат и се во тим, сепак ти си остана скромна и лабава, како да си се уште девојче од Крива Паланка, тоа си девојче од Крива Паланка, а при тоа си растена со мајка ти, со мајчинско воспитание, со дефицит на татковска поддршка. Колку е лесно или тешко да се стигне до тој статус со еден родител? Тоа е фасцинатно и тука имаш многу голем респект кон мене, од мене. Па види, повеќето знаат дека јас сум имала тешко детство и тие што се слично како мене има многу што успеале, ама имале лошо детство. А реално мајка ми и сестра ми биле огромна поддршка, но сепак никој не може да го смени тоа ти што го правиш или да те замени тренинзите наместо тебе да ги прави, дисциплината наместо тебе да ја обработи. Буквално се тоа си ти, посебно во овој спорт нема замена и не може некој да ти помогне тука. Може да ти помогне во финанси, мотивација, нешто да ти даде, но не може да ги сработи работите ти што треба да ги сработиш. Така да овој спорт има посебна тежина, буквално што си сам ти војник и бираш кој пат ќе го одбереш. А да, многу е потешко кога ќе израснеш посебно со еден родител, немаш толку поддршка, посебно од мајка, знаеш, друго е татко да имаш како некој столб, имаш некоја Да. како сила плюс од страна, знаеш дека ќе имаш поддршка. А мајка е како понежниот дел од фамилијата, ама појак дел од друга страна, зашто мајка ми имаш и жена дома. Мајка ми никој пат нема дозволено нешто да ни недостасува на мене и на сестра ми буквално. Жена борец. Баш така. Така да јас сум благодарна на секоја страна, буквално и на сестра ми и на мајка ми, за се што ми имаат помогнато да стигнам до тука, пошто можеби сама нема да можам да стигнам до тука, скоро сама да сум била. Но сепак ќе кажам дека самиот си одлучуваш и кој пат ќе го фатиш и дали ако си во таква ситуација ќе се повлечеш уште толку ништо да не бидеш или ќе направиш со сила колку и да е тешко ќе прекопаш да се направиш нешто што си. Пример јас како девојче од Крива Паланка, таму да сум останала да си имам повлечено, нема да бидам никој нема да ме познава. А јас сама се преселив у Скопје, што имав повеќе и услови да седам у интернат отколку Паланка дома. Сама дојде или заедно со твоите Не, со сама, сестрата и мајка ти? тука седе во интернат, учев средно и така покрај школото и останав во Скопје, завршив,
На крајот од 4-та година тогаш почнав и теретана и не знам, одеднаш така ме пронеде, значи како ме лекува теретаната. Не размислуваш на глупости, едноставно се фокусираш, се гледаш како нарцис некој Терапија. гледало, вежбаш, убаво се осеќаш, имаш резултати. Така да и останав после тоа и се вработив и еве 11 години сум тука во Скопје. Браво. Не, тоа е стварно фасцинантна приказна, посебно е убаво да се слушне од женско. Фактички твојот менталитет и силен мајндсет дури е појак од генетиката. Бидејќи генетиката кај да е, можеби у годините ќе не напушти, старееме, нели? Да, не може, нормално. тоа muscle memory не е вечно, Да. ќе опадне и физикус или али твојот челичен менталитет и стабилност е нешто што е многу посилно од генетиката, така да браво. Респект. Сигурно ти се случувало да ти опадне мотивација некогаш, да изгубиш смисла за тоа што го правиш, да си речеш чекај дали ова треба да го правам, да не е too much, доволно ли беше толку титули, дај сега да одморам, дај сега нормален живот. Знаеш што мислам, дај сега да одморам од се, па слушаш дистракции, луѓе од страна ќе ти речат доволно ти освои све, одмори си. Дали ти опадна мотивација и смисла за сето овој пат и процес? Види, јас до ден денеска несебично сум гладна за успеси. Секој што е во овој спорт, буквално мислам дека е гладен, се сака повеќе, никогаш доста. Мотивација никој пат ми нема опаднато, освен ете имам некои периоди што секој имаме такви периоди, едноставно идеш, не можеш да се поврзаш со мускулот што го вежбаш, зашто не е туку така ние да идеме у теретана само од тегови да креваш и тоа е тоа и да пазиш на исхрана. Не, ти мораш да се фокусираш со мозокот на тој дел што го тренираш. Едноставно имаш денови што не можеш текче да чепнеш, но не треба да се откажеш. Денес како не ми е денот, може утре, задутре или постепено умерена доза, умерена килажа ќе ставиш, што секој го имаме осетено тоа, посебно кога сме ете или на нула хидрати, посебно баш она завршни фази што ти да е налет, ке речеш и припреми и се, знаеш, онака тешко ти оди. Но од друга страна, тие се многу битни денови да се докажеш да не се откажеш. Туку да идеш понатака, може умерено, постепено, со некој низок притисок, но да не се откажуваш скроз. Да, тука има влијание и одговорноста кон твоите блиски и кон... Ја често пати не сум се откажал, да било само ради мене, можеби некогаш би се откажал во некои претешки моменти, ама кога ќе дознаеш дека си ветил некаде, дека твоите те чекаат, дека некој ти дава дома, порано ми готви дома и ми дава пари за да се спремам, Да. или имаш спонзор кој што те поддржува и бара од тебе, Јава Лапс, бара од тебе да си у форма, тоа е одговорност. Не можеш ти да речеш, сега не се спремам пошто денес сум гладен. Тоа е next level, као друго ниво на одговорност. И тоа често пати верувам и тебе те водело. Освен дисциплината зборам. Обично онака сум по така друг карактер, сама нема да си дозволам нешто да направам. За друг да направам, да се мачам, за друг нема шанса. Ама за мене ќе издржам машки до крај, нема да се Браво, откажам. а како се справуваше со гладот на крај? Оној што е брутален глад, знае за кој зборам, последните 2-3 недели кога си веќе и празен и спорена снимка, се движи споро, притисокот омалаксан, пиеш 10 литра вода. Мислам, процесот е ист и мојот и твојот, бројките се различни, нели, макросите и тренизите, а процесот не е ист. Како се справуваш со гладот? Па види, на почетокот многу мака ми беше, а реално уште на почетокот ми беше мачно. Зашто и првите 2 години може, јас месо јадев само дури се спремав за такмичење. Кога ќе прекинам со подготовки за такмичење, јас као јадам се и сешто. Тогаш не јадеш месо надвор од такмичење, мислиш? Ретко онака. Тоа ти зборам за првото такмичење 2019, кога било так 2020 исто имаше тук таму некоја такмичење. После првото светско 2021 година, од тогаш, па навака јас сум константно и ван такмичарска сезона која сум, константно сум со таа храна и реално веќе организмот ми има отфрлено, да кажам, глупа храна, што и да каснам како мака ќе ми биде, не може организмот да ми го свари доволно, као се мачам. Едноставно сум помирана и си го јадам тоа што треба да јадам, нон-стоп сум, некој ќе рече, леле, цело време исто јадеш. Мене ми е убаво, мене ми е окей, убаво се осеќам, лесно се осеќам, немам тешкоти на стомак, немам онака да се Зашо би сменила нешто што ти е убаво? Да, пошто друго е, знаеш, некој да се подготви за такмичење, да рече, ај само за ова година, па 2 години пауза ќе направам.
А друго е константно, јас моите припреми се пример преку цела година, немам јас 3 месеци, освен еве последниве 2 такмичења што ми беа, сега година во април, за 1 месец се подготвив за такмичења, ама веќе телото ми е тука, јас константно исто јадам. Па тоа сакав извини да го појасниме, да не мислат луѓето дека ти не вежбаш и сега за 1 месец вежбање стануваш светска шампионка. Да. Значи она е константно во форма, меѓутоа пикот, врвот е ударот јак 1 месец, Да. сериозни, ригорозни дефицити и припреми и тоа е тоа. Да, така да Острање на малку- формата. Да. Тоа до тогаш ти е као трензи што правиш цело време, со тек на време, пошто колку години, еве 7 години поред, нон-стоп едно исто да правиш, веќе имаш друг квалитет и многу малку ти е потребно за да ја добиеш посаканата форма. Точно. Значи, константно исто јадеш. Затоа ми беше зборот да кажам дека друго е некој да се спрема за 1 година само, за едно такмичење, отколку да си тера константно цела година припреми, пак ќе заврши тоа такмичење, пак цела година припреми, пак друго такмичење. Али како се справуваш со гладот последните 2-3 недели? Дали те удри на психа, дали беше многу нервозна? На почетокот да, сакав и да се откажам, како Така? она тука да се изгладувам јас заради една Тие вина, последни не. 2-3 недели се Да, ноќна мора, не. знаат да бидат онака раскрсница, да се запрашуваш дали ова стварно треба да го правиш, ова веќе не е човечки. Да, Има моменти кај што се мачиш. стануваш од спиен и си викаш, чекај, неко не ќе ова да го правам. Се убедуваш дека не ќеш, па втор дел од денот имаш друг карактер, Да, као да, биполар. да, ќе се погледнеш, После гледал, викаш, се што бе менува. не ќе, ама бе газам бе, цел живот тоа ќе правам. Ете тоа. Па вечерта Буквално. пред легнување си викам што ми требаше, се нафатам нова. Да. Такви варијации на карактер, јас сам на себе не си верував што ќе кажам до вечер. Значи тоа е стварно Се случува. тешко темпо, хормоните играат, расположението варира, различни мудови. Колку пати се случува така ќе завршам со храната, пошто гладна ќе видам, викам наместо после да јам, да викам сега ќе изгледам ова, и ќе завршам порано со оброците. Сега нема шанси да си дозволам плюс да јадам нешто, толку викам ќе легнам, викам да спијам, викам таман. Легнувам да спијам, значи со солзи плачам од тоа што ќе осетам као глад, нервоза и уште имаше период еден со мајка ми кога седев, ќе дојдам дома плачејќи. Што ти е ко ќе рече? Леле. Само викам тоа не ме прашувај. Викам знаеш го, знаеш што ми едноставно гладна сум, ќе се исплачам, ќе ми помине и толку. И женава од следниот ден, ја викам сигурно го сменила стекчето од друго место почнала наш да зема. Таа по повеќе, за да не гладувам, да не плачам. Повеќе ти Така става. жал е, и она плачеше покрај мене, пошто сега и ти твоето дете да си го гледаш така да се мачи криво, ки ти е као не ти е баш Да. седно. И така повеќе, ама јас сум и веќе искусна, знам колку треба да јадам и како изгледа оброкот. А еден ден, друг ден, трет ден, викам, мамо, викам, ти викам, колку ми ставаш, викам, од месо, викам, мериш, викам. И си кажа жената што одма, вика, повеќе, вика, ти само не може, вика, ти вика тука да плачеш, а не знае она дека ми прави од друга страна нешто контра. Белја. Дека уствари, као, знаеш, наместо да сум темпирана за тогаш со формата што ми е замислена, мене ми долго Те враќа чекор уште и назад, ме да. враќа чекори назад. И добро, тогаш викам само, викам сакам да седам, викам си се врати баланка, си продолжив јас како што треба. Ама ти викам дека на почетокот сум имала така кризи, а последно време не, веќе ти ја знаеш навика Да. и не ти се ни јаде, не осеќаш некој глад, Веќе ти е многу рутина. ретко. И психата е многу постабилна и, нивото на шеќер, Да. кое што јас сакам да го кажам кон публиката, овие кризи плачење кој што кажа, тоа се испод 7-8% на масти, индивидуално е. Да. Тоа не треба да го правите вие како рекреативци. Тие што се надпреваруваат во одредени спортови, особено во овој спорт бидејќи е поврзан директно и индиректно со храна и суплементација и со опоравок, за разлика примерно од боксот што не бара точни калориски бројки. Да. Значи тоа е врзано од сите страни, психолошки, нутритивен дел, Буквално. комплексно е. Затоа викаме дека е потежок спорт, али да не мислат луѓето дека за обично слабење на 5 кила, за некоја достижна лесно достижна форма дека треба да се стискаат, да имаат немери, да не спијат. Тоа ние Да. сме мислам друга лига е тоа што верувам дека 90% од гледачите нема потреба ни да го осетат у животот. Да, нема. А и ние тоа сме го правиле неколку дена. Иначе Да. преку целата година верувам дека ти е лесно, како што кажа, уживаш нормално. и никој не те тера, ти самата не геш да ја смениш храната, убава ти е. Да, убавото. Да, затоа е многу важно, баш сега на темава, која сме кај апетит, сакам да ти поклонам неколку типови на суплементи, кои што претпоставам дека и си пиеш суплементи, така? Не да пиеш, што пиеш највише? Највеќе, па, беца, што знам, колаген, така, глутаминче,
Протеин, добро, сигурно тоа. Протеин, Тоа не е ни тоа суплемент, тоа е стварно храна. да. Него ни бројам некако ќе ми рече некој пиеш ли протеин, тоа ми е како вода, дали да ме праша дали пијам. Да, 3 пати на ден ми главно е. гледам аминокиселини да внесам и за воспаление така. Да, еве за воспаление, бидејќи ми кажа преска дека многу воспалуваш, турмерик, Константно, куркумин. ако толку долго да, време ова многу сум прија. во спортот, ама константно сум воспалена. Јас имав години кај што многу се воспалував. Мете со некои вакви трикови многу ми олеснува. Да, и не мора да значи дека ако немаш воспаление дека не си направил квалитетен тренинг. не е тоа показател Тоа дека не мора да значи буквално. си на добар пат или да. не. Се има на пример суплементација која што директно влијае врз самиот фет бурнинг и процеси на топење, како што се на пример L-карнитин, зелен чај, гуарана, тука што имаме друго. И има сега не ми текна на друга што се има тука, али има суплементација која што значи влијае врз процесот на масти, врз ослободување на токсини и масти, и имаме суплементација која што директно влијае врз апетитот. Тие се две различни категории, двете се важни, можеме да ги споиме двете, меѓутоа ова со регулација на апетит е често пати поважна бидејќи таа е таа равенка што решава долготрајно дали и колку ќе се држи исхраната. Бидејќи самата диета мора да е поднослива, апетитот мора да е стабилен. Џабе пиеме било каква суплементација или тренираме, ако апетитот ни е превисок, шансите да ја прекршиме или прекинеме диетата или да ни дојде преку глава се огромни. Така да поважно е да е шеќерот во крвта стабилен и низок и да имаме ослободувачи на масти. Али пред се мора да се каже дека не постои магичен трик или формула која што самата ќе топи масти од телото и ќе гради мускул како што го прави тоа храната и тренингот. Затоа ги викаме дека се додатоци во исхраната, а не исхрана. Така да, сега пакетчево ќе ти го дадам и се надам дека ќе не мора ти да слабееш, ама ние тренерите цел живот си слабееме на некој начин, си одржуваме форма, така да. Не, ние нон-стоп си играме со формата. со формата. Правиме некои трансформации, се нешто поразлично да ние. Да не Некој- сме константно исти. Да, Барем да. јас така по мене си гледам. L-карнитин врв. Некој ќе рече брат, уште ли ќе слабееш? Бе, не, вака живеам. Да, не мора да значи. Повели? Не мора да значи дека ќе слабам 10 кила, ама да одржувам форма. И оваа пијачка е многу добра. Што е ова? Пошто е сезона на грипови вируси, внатре има D3, цинк и уште некои витамини, тама за имунитет. Ајде да пробам. Живели. Ова. Ајде, живели, како кафана да сме. А за време на припреми на последната фаза, која највеќе суплементација ја користиш? Последни 2, 3, 4 недели. Дали тогаш и што смееш да Види, јас користиш? константно сум исто, освен што ќе прекинам последниве 2 недели со креатин. Пред такмичен некои 2 недели го прекинувам креатинот, иначе онака константно нема кај мене на пример полнење со креатин или тоа не Цела година постои. се користиш. Константно си земам од 3 до 5 грама. Ете уште една тајна ќе кажам, тајна мислам јас кај што имам бенефит, креатинче со БЦ за време на тренинг. Продолжен тренингот, не се уморуваш до Да. последниот, буквално од последната серија се до крај, константно и памп имаш, и енергија имаш. Така да, кој нема проблем, нека Да, си проба тоа е и добитно. тоа. Ја да исто оставам и Да. глутамин плюс. Може и глутаминче, да ми е така ама по- глутаминче гледам навеќе пред спиење со спиење. протеинче заедно можем додаток така, пошто секако има и протеин од глутамин, ама можеш дополнително да ставиш нешто. Иначе го сум припреми БЦА амино константно. Со тоа. Топачи на масти, некој преворкаут дали користиш? При воркаут цело време јас користам Да? тоа. Не се застанувам Така? за него. Да, И буквално. Ама и многу ретко за да не ми делува, пошто обично знаеш некои константно што земаат, како веќе не ми Се делува, презаситува, па прават да. паузи, окей. Ама мене константно ми делува. Сега нормално ти нема да се најадеш и одма да идеш на тренинг, туку ти треба некое време, саат, два од прилика размак, за да кога се напиеш, убаво ќе работи. да, а ти влијае на сон? Оние што Не. се кофеински, Одма ја заспивам. така? Па Ама навечер освен тренираш или пиво, денски? Денски. Е па добро, Или има од време да спање или истече, да денски. излезе од системот, па затоа не ти реагира. Кафења не пијам ништо друго кофеинско. Е па добро, освен значи нервниот систем ти е за постабилен. претренинг. Ако Да. пиеш навечер преворкаут ти смета?
Или не си ни пробала на вечер? Па имам пробано, најдоцна кај 8 сато така да се напијам, ама не, јас кога ќе легнам одма заспиам. Да, јас сум многу сензитивен на преворкаут, многу го сакам, значи ми го мења тренингот, ептен, Да. али цел ден ме прави, ако имам многу кофеин, Тоа ми е зборам, мене омилен суплемент. Не посебно. омилен ми е, да, али друго зависи може без зависи друго, колку ама без- кофеин има. Оние што имаат помалку кофеина, повеќе цитрурлин, аргинин, беталанин, тие ми се гейм ченџери. Цел ден имам енергија, а можам да спијам. А ако има набустано премногу кофеин, ме вознемирува премногу. А кафења пиеш онака? Едно на ден утрински, само. Па добро. Ама јас сум, тоа е генетски, веќе јас сум сензитивен. Да. Исто и мајка ми, татко ми беа на кофеин, онака мајка ми се тресе кога ќе се напие кафе. Така да индивидуално е. Не, јас онака уопшто не пијам кафења, као ми горчи, не ми е ово. Така е, па на трен ќе ставиш 3 на трена. Тоа е исто, да. Пијам кога ептен ќе ми се јаде онака пред такмичења, како што викаме последниве неколку денови и недели. Тогаш ептен да не можам да само што ќе се најадам, осеќам глад некој страшно многу и на екс едно кратко еспресо така цк, ќе стегнам зави, ќе се напијам вода да не ми горчи после тоа и толку ме смирува. Да, памтам еднаш кога зборев, па давно може ќе ти текнува. Истото и ја го правев и ти. Замрзнат степ дринк, не знам дали, мислам дека ти го правиш. Тоа, И го да. со вода замрзнат и го гребев како сладолед. Како сладолед. 0 калории. Тие се наши билдерски маки. Ама без тепче никаде нема шанс. Да, Ете да. сега последно време као што ми е тешко вода да пијам толку многу и пак си се вратив на степче. Не можам чисто вода да пијам. Степче Јас само беца. константно. Значи само беца баш пред некој ден на стори ставив. Беца 3 пати на ден пијам по 2 дози во 2-3 литарка и дома имам фрижидер такви шарџери 3-4 спремни и цел ден само тоа пијам и со глутамин, со креатин. Вака вода као вода многу ретко, многу ретко. Еве, вакви пијам 2 на ден. Така ми се собира 8-9 литра. Иначе само вода да голтам 8 литра не иде. Па што знам, јас гледам испод 3 литри да не сум на ден. 3? 3. Ама добро, за време на припреми сигурно повеќе. Не, тогаш од 4 па натака едам. Да. Почетокот ми е на 4 литри. Е сега тоа магија што правиме ние последниве некои 10 дена. Тогаш се прави сосем нешто поразлично. Тогаш достигнуваме и до 12 литри вода на ден, што не мора никој да го прави тоа, нема потреба да се претерува, Да, екстремно. освен ние што го правиме. Као такмичари. Да, а сега Нема имаш ли потреба некој толку близок таргет, некои припреми што ги планираш сега оваа година или следната? Па немам некој план така. Не, може нешто за на Фибо да извадам форма некоја. Углавно сакам малце да го одморам телото од форсирање. Значи се Пошто посветуваш повеќе на реално тренерски малце- аспект сега, Да, да. на тренерска позиција. Браво. И гледам дека убаво ми влија, од почетокот викам леле сега ќе паднам на мускул, кој знае што како ќе биде. Знаеш, пошто не си константно на чиста храна, апла, онака толку строго да мериш како што викам јас да се шетам со вагата. Ама не, буквално, знаеш, кога си релакс, тогаш имаш повеќе бенефит. Зборам не релакс ти да се опуштиш, да јадеш свашта, да јадеш тука прости шекери, такви работи, бургери, палачинки, не знам Да. што како. Тука едноставно да си бидеш пак на таа храна, на чиста храна, ама да не мериш, да не се Да не си под претвараш стрес со тоа, бројки. Да. И многу повеќе се осетив дека имам промени кога ми е релакс, кога не се стресувам за нешто, морам тоа да го направам така стриктно Точно. да биде. Да. А пример, какви суми се потребни финансиски суми за женски бодибилдинг за припреми до светско ниво? Пример, едно сезонски суми, да кажеме, годишни суми во машки бодибилдинг. Мислам, се зависи, нели, од која точка се почнува и до каде се таргетира. и што категорија, Али што ти е што се категорија, потребно. да, пример ти си во велнес. Да. Какви се тие суми пример на месец за да стигнеш барам до светско ниво? Не ти какви си користела суми и суплементација храна, него колку е еден идеален буџет за да се стигне до врвот? Од прилика. Па види со обзир на тоа што и денешно време се е поскапо, кај, ти да си дозволиш у текот на денот да јадеш по 800 грама месо, од 600 до 800 грама месо, кај се тука другите оброци здрава храна, сепак не е толку баш ефтино. Ти на ден испод 50 евра не верувам Да, за шампионски припреми сум Камоли шампионски. да збориме за маши или за некој што им е потребно многу повеќе храна, многу повеќе ети суплементи, ќе спомнам било што.
Така да не е баш ефтин Не е спорт. ефтино, уопште, да. Не е ефтин спортот. Да, може А да вака одредена сума на месечно, што знам, барем за мене, околу 100.000 некаде, нешто така. Зборам сега и за суплементи, и за исхрана, да бидеш како што треба све да да немаш стрес, све да е масажи, покриено. што ќе треба да си иде и на масажи, да Тоа е немаш дел од стресов. сумата. Масажа, опоравок, ладни бањи, сауна, тоа секој професионалец мора, па и Од кој рекреативец. повеќето зборам дека за исхраната ти треба ти ја прави. Пари. Да. Исхраната е најскапото нешто. Што реално, ете, само стекот 300 грама е колку? 500-600 денари, Се е колку поскапено, да. Многу е скапо. Не би можел баш секој да си дозволи тоа. Порано сите земавме замрзнато од кам маркет, земавме стекче за 200 денари, таму 2 кила имаш Да. стекче. Многу полесно И беше. тераш Денешно така. време не е баш така. Се е поскапено, факт и дека и се тешки тие припреми. Тоа е интересно што овој спорт, освен што бара ригорозност, дисциплина, посветеност, поддршка од надворешните, само од блиските луѓе, бара и многу финансии. Да. И сега многу често се коси гледаме дека ете дечки со сериозен потенцијал сакаат да стигнат до одредена точка, ама немаат доволно финансии. Некој ќе рече па земи работи. Да, ама ако земеш да работиш цел ден, не можеш да се спремаш убаво. Знаеш, со Ние припремите. жените имаме од друга страна повеќе ни е скапо, зашто прост пример бикини денешно време испод 1000 евра нема да најдеш. Аха, Мислам, кој може стимат, ќе мислиш? најдеш обични онако некои бикини или на Да. стара кога ги земеш. Пример, моеве бикини се 1000 евра, испод 1000 евра не можеш со големи 1000 евра циркони, бикини? со потпунки, да. Не можеш од тему оние што искачат по 7 денари да си нарачаш 1000 евра за бикини. Па да ти кажам, право многу пати имам размислувано и сама да си правам. Ео дали експрес или нешто. Или ја ќе ти направам, ќе смислиме нешто. Сама Многу е да 1000 евра. се правам, многу е. Ептен, претерано, што еве за маживе, порано знам дека беа какички веќе ги кажам. 50 евра, толку 50 евра некаде. се толку. Бојата е уште 50, не 100 знам сега евра. за Ако... физик тие колку се, мада сигурно не би биле поскапи од 100 евра, не знам. Па од прилика тоа е. За последните Тука денови некаде. тоа треба 100-200 евра со Плюс- секотизација. Да, плюс шминка, ете, последниве 2 години што идев на такмичење и испод 700 евра немаш боја, шминка и фризура. Значи, претеруваат со цените. Мислам, Да. јас се сама тоа си го правам, еднаш имам платено само така, што ми упропастија бојата. Бевме Кореја, октомври. За Кореја ќе те прашав за Леле, светското. колку беше тогаш ладно, па нормално, октомврија. Надвор беше бојњето. Скрос на отворено те прскат, кај со тоа дува те лади, уште Ај. надвор на ладново, грејалка една ставена така. И што бев залепена за грејалката цела напред бев како со црвени така дамкички. Кој излегов на бина. И од ладното, нели, мускулот се стега, се собира, не можеш ни да се загреш ни ништо. Ужас, бојата не е боја онака како дали од ладното, не знам. Сите бевме како зеленкасти, како Да. така некоја боја сосем друга. Што епте ни го упропаси тоа такмичење. Вие правите пилинг на кожата, И така? пилинг, И пилинг и се мора за жена да биде таква И ногти, блескава пошто на ептен ногти. ако си со некој блиски, ама ако немаш ногти на нозете средени, и тоа ќе го примети, тоа ќе имаш минус поени. Така да ептен, треба ние жените повеќе така да сме. Од тој аспект дали па ние машките имаме поскапи припреми во однос на храна, суплементи, Тоа да. хормони, значи тоа е неизбежен да. дел од Да. сериозен Па бодибилдинг затоа на кажам товар. дека кај мене за денешно време од прилика е таа сума. Не се ставам дека испод 1000 евра би можела да се спремам. Месечно. Да, месечно. А за машко, тоа за Но 2 недели... 2-3 дали? евра минимум за Многу. да бидеш конкурентен рамо до рамо Многу. со тие луѓе. А оние што се спремаат дубајски звезди што ги гледаме амерички, руски, Да. тие се спремаат со сериозни индустрии позади нив. Баш интересно беше еднаш во Шпанија на Арнолд Класик или мислам дека беше, дојде цел автобус исто брендирано облечени сите со капчиња, ја мислев дека се цела репрезентација. Уствари еден лик беше таму, една звезда, не ми текнува кој лик И беше. ова ти е поддршка. Да, Сите тоа станат. сега да кажам дека мислев дека се цела репрезентација, сите исто облечени со бројки и како што искачаат гледам дека еден е масер, друг шминкер, друг позинг Да, коуч, да. друг спонзорот, финансиер, шофер, значи искачаат 2-13 луѓе,
цел тим, тоа беше страшно да го гледаш. И тој застанува до мене на мерење, се мериме заедно и гледам дека сум со него категорија и од старт ја краде само до вербата. Он е веќе да. као да влегол Бред Пит тука, знаеш, Да, доминирал да. просторот. Насмевка само до верба и тоа судиите го гледаат. Од Да. направена фризура, заби, шминка, се, онака таа презентација му беше да ти е кеф да го гледаш. Да. Дори и си викаш, не сакам да се такмичам довој, као не е мој ниво. Може и да си подобар на форма, али таа презентација на и говор на тело што ја дава, таа кошта милиони. Така да сметам дека, еве ти што сметаш дека ако живееше во Дубај или Америка, сигурно ќе успееш и повеќе и финансиски Да. и како бренд многу побрзо ќе растеше со твојот физикус. Сетете мене во тимот што се буквално се им носат, идеме на Фибо, има посебно организирани што му носи храна, на колку време тој тоа треба да јаде. Тој идеш на Фибо што буквално онака се има, се може да си удоволиш што сакаш. А тебе иде некој по тебе и фактички и по улицата шеташ, него како иде некој позади него го чува цело време. Така да до тој левел да стигнеш. Да, да. А реално ние од тука И да тука и да го заслужиш тој левел, немаме таква екипа, се Немаме. уште, немаме таков менталитет, не дека немаме поединци што ќе го поддржат тоа финансиски, ама немаме таков менталитет, немаме такви евенти. За жал, затоа сме и слаби тука со спонзори. Еве, за мене ќе кажам дека јас буквално за секој такмичење по 2 смени сум работела, сум се снаоѓала за да соберам пари за да идам на светско или на некој од тие големи настави. Што, Знам, сведок сум например, бил. знаеш, на некој ме е смешна таа сума што ќе речеш ли 1000 евра. Да, за тебе за мене премногу значат 1000 евра. Како може да не ти значи кога некој така да ти ги стави, нема да се замараш толку, ќе ти полесни. Сега Како не? може многу поскапо, ама знам дека тогаш за авионска карта, за смештај, за категорија да платиме околу 1000 евра се кошташе. Да, и најинтересно е Што што знаеш, нема. ќе ти значи премногу некој да ти ги покрие тие трошоци. А после кога ќе се вратам, јас џабе ме викаат на сликање и било што. Да, да, Не да. ќе да ја напоменувам веќе на таа тема кој се што се, зашто реално сум разочарана од таа страна, не ми Да. треба. Знаеш, порано такмичењата биле единствена опција и начин за промоција и сме морале да го правиме, сме сакале да го правиме тоа со цел да се промовираме во спортов. Да. Сега има многу подобри, полесни платформи. Еве, YouTubeот, Инстаграмот, TikTok. Денеска може да си добар креатор и да креираш содржина, да си иновативен, да си креираш своја публика и да си ствараш бренд, дали си во Македонија или Дубај. Ти уште ако збориш на англиски, ќе бидеш она worldwide, Да. светски признат и ќе имаш многу прегледи, без разлика дали печелиш од прегледи или од спонзори, индиректно или од публиката, или продаваш програми. Сакам да кажам, денеска не ни е пресудно да мораме да се надпреваруваме. Да. Сатисфакцијата и љубовта се тука, али јас лично еве за мене наредните валја 3-4 години сигурно нема да се надпреварувам, иако секојдневно ми се случува да сонувам како сум на сцена, си уживам дома моментот, си мислам дека позирам. Значи љубовта е тука кон спортот, ама некако ми нема смисла сето тоа сега. Да, Некако како да не е време. Што ќе кажеш ти на таа тема? Види, ако не се да чувствуваш дека си сигурен, подобро да не го правиш тоа, зашто со сила ќе го правиш буквално. Најубаво стај, знаеш, период да легне се како што треба и одеднаш тоа ќе ти се вклучи дека имаш мотивација, дека сакаш нешто да не, направиш. мотивацијата е тука. Најдобро. Јас за тебе те прашав што мислиш За за мене? тебе, да. Како јас сега што моментално, окей, мене ми е љубовта да излезам на бина, се тоа окей. Ама не се чувствувам дека као можам сега тоа да го поднесам. Едноставно не ми е период за припреми. А реално се чувствувам уморно, зашто кај мене константно неколку години со години подред константно беа припреми за такмичење. Немав, например, јас ајде ќе се спремам само за есенска сезона или за пролетна сезона, па ќе одморам една година, немаше кај мене. Ти фати Кај мене темпо јако. константно така. И сега се осеќам како ми треба онака малце одморче од тоа. Пошто реално јас ако почнам да се спремам за такмичење, буквално ништо нема да гледам околу мене. Таа е една точка и толку, крај. Зашо сепак си лаком со тоа, сакаш. Сакаш да успееш, сакаш да направиш се буквално. Некој на кафе да те викне кога се припреми ти да го убиеш, ти ми земаш од времето. Да, Мене да, се ми е да. мерено, не ми земај од времето така. Тоа Така сме да многу јас нит сензитивни. излегував, нит као на кафе, цело време у теретана, дома, кујна. Целосен тоа. карантин, значи, Да. правеше, да.
Да. Па тоа е потребно, реално. Ама од нормалниот живот и нормалниот свет, а реално има огромна разлика од тоа. Ти не можеш да запоставуваш фамилија, да запоставуваш мајка, сестра, било кој околу тебе, за да идеш на бина и некој да ти каже као браво. Епа, затоа реков Едноставно, ете, смисла го нема имам некогаш. постигнато тоа у тие години, што сега веќе сум 26 години. Буквално не размислувам као туку така времето ми помина, туку гледам да се уновча нешто и да направам нешто позрело и посвесно. Многу добро кажа, така е. Бидејќи самите припреми се преубави и претешки, ама си носат и последици. Да. Последици од аспект што времето кошта многу, поминува времето, а го користиш само за себе, и Да. мислам не само ти, и јас и сите што го правиме тоа, и малку е себично ако 5, 6, 10 години од животот си посветиш само за себе, а при тоа не си направил милиони. Нели, Ете и ако тоа. си жртвувал една деценија, а станеш, не знам, светско име милионер, некако има смисла да го жртвуваш сето тоа за доживотно да бидеш раат. Да. Али во бодибилдингот, ете и во боксот, предходно кажа и Боби беше гостин, во кикбоксот нема такви пари за да си го спасиш, смениш животот, а Да. преголема труд и љубов. Така да љубовта не треба да ги слушаме само емоциите и Да. таа љубовна насока, мора и разумот и да сме во текст со новите настани, со животот, со светот, фамилија да градиме. Буквално. Така да ти поново ќе те прашам, ти си со веренички прстен, нека е со среќа. Фала Како е ти. вака сега, еден месец мислам два помина, Па толку. честитки. Па Честитки. реално онака исто е, освен што малце посериозно си ги Исто, ама не сваќаш. исто. Исто, ама не исто. Зашто посериозно си ги сваќаш веќе работите, обврските, знаеш дека ќе имаш и други обврски, дека не е цело време само кревај тегови од теретана поминувај време, туку треба и дома да се посветиш. Точно, да. Така да, знаеш и како се повеќе старееме, се повеќе и повеќе обврски имаме. Така да реално сега би се посветила на фамилијата, повеќе ми значи, отколку да ако се вратам со припреми такмичења, сосем друг човек ќе бидам. Да, 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 баш така. Да, и треба баланс. се. Мора баланс. Да. Тоа ќе каже, балансот е најважен. Мери, ја и ти имам уште многу муавети да правиме. Се надам дека повторно ќе направиме уште некоја епизода. Имаме многу што да си кажеме. Плюс дека сме некако на иста бранова должина со спортов и со припреми. Ти си фанатик голем, не може да не си фанатика да стигнеш до тој левел. Како што кажаме, генетиката е важна, али фанатизмот и посветеноста доминира на темава. Да. Така да фала ти многу што вечерва беше моја гостинка. Голема ми е честа да требаше да ги наредиме сите трофеи тука. Колку И имаш ги вкупно? собераш, а? Колку вкупно златни трофеи имаш, знаеш? 36. 6 само од светско, така? Да. Значи 6 пати светски првак. Ради неа 6 пати се веело македонското знаме и химна, друго европско, Европско имам 3 пати. 3 пати, 3 пати и добро. 2 пати Арнолд Класик. 2 пати Арнолд Класик. Да. Тоа е тоа. Толку пати бев на Арнолд Класик. Интересен настане, ама реално името си го прави своје. Да, сега веќе не е ни Арнолд Класик, мислам, во Шпанија. Нели сега е Па, не World знам Cup, ова баш. што беше претходната недела, во Мадрид е сега. Па можно. Така не нешто, мислам дека има промена, поправете ме ако грешам. Цело време има промена нешто. Да, има промена, тоа е тоа. Фала ти уште еднашка, поздрав до сите дечки. Пишете ни во коментар во лайв и тоест премиерата е лайв и откога ќе заврши, пишете ни коментари, лайк, сабскрајб за поддршка. Пишете ни кои теми сакате да ги слушнете и да ги гледате. Имајте убава вечер и уште еднашка Мери, фала ти. Фала ти многу и на тебе и преубави ме прашањава, ова нешто сосема посебно. Најверојатно затоа што веќе знаеш и ти си во овој спорт и поопуштено си разговараме на оваа Да. тема, знаеш и што ме прашаш, буквално ептен ова емисија. Фала ти многу, фала ми значи. Поздрав дечки, се гледаме. Чао, чао.